Продолжуваме со следната тема во студиото и се разбира со ова четврточно издание на Утринска на Телма. Поздрав до нашите гледачи кои што и во моментот се на нашите фреквенции. Одличен избор да се биде се разбира во убава разгладена просторија и со убави теми кои веројатно ќе не поттикнат и да бидеме хумани, но можеби и ќе ни го сменат начинот на размислување. А секако треба да размислуваме малку подлабоко за одредени теми и кога зборуваме за менталното здравје, но и кога можеби некои постапки зависат од нас, особено кога можеме да спасиме нечи живот. Споменав дека следната тема ни е крводарителството и со задоволство ќе ги најавиме летните крводарителски акции во организација на Црвениот крст на Република Македонија, но она кое го говорев пред малку или пред да се вклучиме во етер со мојата гостинка која ни доаѓа од Црвениот крст на Република Македонија, тоа е Марија Спасова, за тоа кое што е поврзано со нивните активности пак и проекти, а сепак некако во сооднос со нашата утринска тема. Марија, добро утро и добро дојдовте во утринската. Споминавме, можеме да се надоврземе на она кое што Црвениот крст го прави и во таа област или во таа насока, а потоа да продолжиме и со нашата тема. Добро утро, Ивана, добро утро и на вашите гледачи. Ти благодарам за можноста за гостување денеска. Баш го слушав гостувањето на претходниот гостин, навистина многу интересна тема, за која со задоволство можам да кажам дека младите се навистина значаен сегмент во работењето на Црвениот крст и се вклучени во сите програми и дејности на функционирање. Баш денеска започнува младинскиот камп, во кој од нашите сите 33 општински организации, младите лидери на клубовите на млади се заеднички вклучени да креираат активности, да планираат активности за действувањето на младите, а при тоа во тие активности они имаат можност со својата слобода да креираат своји активности, но и да градат една емпатичност, одговорност, добри, позитивни општествени морални вредности и тоа е навистина една добра практика, еден добар модел преку кој Црвениот крст навистина влие на градењето на младите личности. А исто така и во склоп на многу интересна тема претходна, менталното здравје, Црвениот крст има 2 регионални центри за поддршка, за прва психолошка помош и психосоцијална поддршка и навистина има добар импакт во општеството и има интерес кај граѓани. Да, секогаш се поставува прашањето колкав е интересот, колку се расположени, нели нормално да се обратат и да повторно ја добијат таа поддршка и колку всушност се знае или е стигната информацијата до сите оние кои што можеби имаат потреба од помош. Па веројатно со оглед на функционалноста и добриот импакт, тоа е и добра бројка. Така, да, претпоставувам затоа што ние се трудиме цело време да бидеме на социјалните мрежи, да информираме за можноста, регионалните центри се промовирани и граѓаните локално си ги знаат, едниот од центрите ни е во Скопје, другиот е во Кочани, согласно настаните и навистина граѓаните го препознаваат Црвениот крст како место каде што може да добијат поддршка. Така. Препоставувам дека треба микрофончето малце погоре да се качи од десната страна, да можеме добро да се слушнеме, но и да не деконцентрираме. Тоа се знаците дека треба да имаме добро озвучување, дали е сега во ред, ќе ми кажете колеги, и треба да се слушнеме добро за да ги испромовираме, односно најавиме летните крводарителски акции кои што се во организација на Црвениот крст. Ова е добра информација првенствено за да се поврзаме некако на претходната тема, но и можност во некое следно издание да позборуваме за работата конкретно и на кампот, но и на она кој што има Црвениот крст како иницијатива, но главното или актуелното е дека има неопходност и во текот на летото да се организираат вакви летни крводарителски акции. Рековме на време сме заради тоа што имаме да најавиме тоа кое ќе не очекува викендов, поточно започнувате во одреден дел од Македонија и продолжувате на други места, малку подетално и за оние кои можат и сакаат да се приклучат, би било добро да го имаме како информација. Така, главната причина за денешното гостување за летните крводарителски акции кои Црвениот крст ги организира. Веќе започнавме, веќе една успешно реализиравме. Во Охрид реализираше сега во вторник првата летна крводарителска акција со вклученост на неколку градови од околу. Како што знаете, Црвениот крст делува во 33 општински организации на територија на целата држава. Овие летни крводарителски акции беа предвидени како регионални, во кои имаме еден домаќин, но и неколку општински организации кои беа поддршка и кои мобилизира крводарители. Продолжуваме и понатака, 5 летни крводарителски акции се предвидени за оваа година како потреба на здравствениот систем во континуитет во текот на летниот период. Резервите на крв се намалуваат како последица на летните годишни одмори. Дарителите одбираат да не даруваат кога е жешко, кога можеби се соочуваат со некој здравствен предизвик, што е сосема легитимно и нормално.
но затоа ние сме тука да поттикнуваме, да мобилизираме, да информираме дека и во текот на летниот период крвта е потребна во здравствениот систем. Јас секојдневно се слушам со колегите од Институтот за трансфузиона медицина и они навистина се соочуваат со предизвик да имаме недостаток на резерви на крв. Поради тоа ги организираме овие летни крводарителски дополнителни акции, затоа што Црвениот крст организира редовни крводарителски акции. За истите информираме редовно на нашите социјални мрежи, на кои дарителите дел од нив веќе си имаат и континуитет и традиција и знаат дека може да даруваат на своите работни места, во своите локални заедници и општини, но ова се 5 летни крводарителски акции надвор од планот, дополнителни, во кои се обидуваме да мобилизираме крводарители кои не се дополнителни, кои не се во склоп на планот. Меѓутоа и редовните си се вклучуваат, тие се редовни поддржувачи на програмата на нашиот здравствен систем. Првата летна крводарителска акција, како што веќе напоменав, помина во Охрид, имаше 98 крвни единици. Голема благодарност до сите крводарители кои дојдоа, даруваа, но и на нашите општински организации кои навистина се потрудија за добра организација. Втората крводарителска акција која сега ни е во недела е во склоп на манастирот Свети Јован Бигорски, во организација на Гостивар, нашата општинска организација. Тука сакам да напоменам дека од градовите Гостивар и Дебар има организирано бесплатен превоз, а додека продолжуваме со третата крводарителска акција во Скопје на 27 јули, по повод 26 јули денот на земјотресот, за кој исто така имаме организиран бесплатен превоз од неколку градови, од Кочани, Велес, Крива Паланка, Свети Никола, Кавадарци. Доколку некои од градовите изостави, на социјалните мрежи ќе има објавен постер на кој ќе има и телефонски броеви, така да ги поттикнувам сите граѓани кои сакаат да даруваат, да се пријават во нашите општински организации организиран бесплатниот превоз. Продолжуваме понатака за 2 август да имаме една крводарителска акција која е продолжение на 1 и 2 август во Крушево имаме крводарителска акција и 8 септември е последната летна крводарителска акција за која јас се надевам и очекувам дека сите овие 5 ќе бидат успешно реализирани благодарение на нашите крводарители. И за другите крводарителски акции исто така има организиран бесплатен превоз, така да ги поттикнувам граѓаните на нашите социјални мрежи да ги следат информациите од кои градови и да го видат начинот на кој може да се пријавуваат. Да, рековме дека е важна или ја има потребата од крводарители, а уште повеќе потребата да тоа се реализира и во летниот период, бидејќи тука се можеби намалува појавата или нели доаѓањето на крводарителите и оние кои што даруваат крв, а истовремено не се намалува потребата од крв, односно она кое што е како потреба на трансфузиона медицина за сите оние кои што нели можеби како велиме со нашето дарување крв да спасиме живот. Кои се и во рамки на вакви разговори секогаш се потсетуваме кој се може да биде крводарител, оние кои што се редовни, кои што во континуитет ја даруваат својата крв, веројатно добро знаат, но оние кои можеби сакаат да бидат крводарители, кој се може да биде крводарител? Постојат одредени критериуми се во однос на тоа што е потребно, нели, за да даруваме крв. Секој млад човек од 18 до 62 години кој се чувствува здрав е веќе потенцијален крводарител. На секоја крводарителска акција екипите на Институтот за трансфузиона медицина реализираат еден основен здравствен преглед на кој се утврдуваат можностите за дарување. И тука има некои предиспозиции кои сепак се од здравствен аспект и тука не би сакала да навлегувам. Се мери притисок, се прави еден основен здравствен преглед, меѓутоа секој здрав човек кој се чувствува здраво и способно да дарува, го поттикнувам да дојде на некоја од крводарителските акции и самиот да си провери, да ги види своите параметри дали ги исполнува условите да биде крводарител. Денеска секој граѓанин може да дарува крв на редовните крводарителски акции кои ги реализираме согласно нашиот годишен план. Во текот на 2026 година Црвениот крст организираше 811 крводарителски акции на територија на целата држава. Што е добра бројка, одлична. Навистина добра бројка, не во склоп на бројките исто така да напоменам дека секоја година се исполнува годишниот план за реализација на крводарителството и крвните единици во нашата држава. Нашиот план е 55.000 крвни единици годишно, но во континуитет неколку години веќе ние постигнуваме над 60.000 крвни единици, но тоа е бројка која укажува дека нашиот здравствен систем во континуитет има зголемени потреби на крвни единици. Затоа и ги видов фотографиите, можеби помина од панел дискусијата, која се реализираше во склоп на 14 јуни, Светскиот ден на крводарителството, со кој преку една стручна дискусија во која беа вклучени Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување
Институтот за трансфузионна медицина, универзитетските клиники како главни потрошувачи на крвните единици, се развие една убава дискусија и се утврди потребата од стратешко планирање со долгорочна визија за крводарителството, со цел креирање на еден високо стабилен систем на крводарителство во кој би имале план еден од 75.000 крвни единици годишно и тука не би се доведувале во ситуација на недостаток на резервите или пак на потреба на итно апелски иницијативи за дарување на крв. Така да во склоп на бројките, пак ќе напоменам дека се надминуваат бројките секоја година. Ние имаме редовен број на крводарители, но сепак тука има поле за работа и за развој. Така да ги потикнувам сите дарители да даруваат. Тоа сакав да го напоменам претходно, дека на нашите редовни крводарителски акции може да се дарува, кои се објавуваат еднаш неделно на нашите социјални мрежи, а тука и нашиот центар за дарување на крв во домот на хуманитарни организации Дара Джамбас секој работен ден од 9 до 15 часот. Да, ето и тоа е добродојдена информација. Ако видиме дека се дополнително што може би пропуштија и нашите гледачи, може да се информираат на социјалните мрежи и се разбира на страната на Црвениот крст на Македонија. Мотивацијски делува секогаш кога ќе видиме крводарител, особено долгогодишен крводарител, па дури и оние крводарители кои што се во тетата доба од животот и кои уште во раните години или да речеме во младите години станале крводарители. Имаме такви примери. Се разбира сето тоа кое делува доста инспиративно кај секој од нас е истовремено и мотивацијски, особено за младите и оние како видите кои што се кандидати за крводарители во смисла на здравието, виталноста и нели можноста да даруваат крв. Веројатно тоа се применува и се споменува и во панел дискусиите, но и кога сте во комуникација со оние кои што за прв пат даруваат крв, причините зашто нели го прават тоа кога доаѓате во меѓусебна комуникација и истовремено поттикнување или зголемување на бројот на крводарители. Во таа насока или во тој контекст и генерално за важноста на крводарителството исто така можеме да ги искористиме минутите и да споменеме, бидејќи Црвениот крст на Македонија навистина поттикнува и во континуитет го спроведува тоа, се со цел да нели се види или се гледа важноста и истовремено помошта која што се дава. Крводарителството во нашата земја е традиционална активност. Се дарува во фирмите, имаме дарување во семејството кога имаме дарители и факт е дека по пример најмногу учиме и најмногу придонесуваме и започнуваме со иницијативи. Нашите членови на семејството, нашите авторитети се често пример за да започнеме со дарување. Мотивацијските аспекти се поле на кое треба да се работи, треба да се действува. Црвениот крст редовно секоја година креира една група на млади тренери, мотиватори за крводарителство, кои во рамките на своите општински организации и своите локални средини делуваат најчесто во рамките на училиштата и на младинските заедници со цел поттикнување на млади дарители. Факт е дека е предизвик прво дарителите во програмата за крводарителство и предизвик се младите крводарители, бидејќи младите за кои вие претходно разговаравте се иднината на нашето општество, а во мојата програма, во програмата на крводарителството па се иднина на крводарителството и на здравствениот систем. Така да Црвениот крст преку креирање на млади мотиватори, тренери кои поттикнуваат и мотивираат на врснички модел, секоја година креираме нови капацитети на млади кои делуваат, креираат едукации, поттикнуваат на крводарителство. Ова минатата година имавме и една група на млади мотиватори на албански јазик, кои морам да признаам дека навистина многу придонесоа во текот на оваа 2026 година и во своите локални средини реализираа навистина значаен број на едукации во средните училишта, а со тоа и директно придонесуваат за зголемување на бројот на прводарители и на младите крводарители. Да. Ете, тоа е дополнителен поттик или позитивна информација и доста мотивацијски, верувам, и за оние кои што ќе сакаат да бидат дел од крводарителите или да учествуваат во овие летни крводарителски акции. Бидејќи се наоѓаме навистина во топлите или можеби во најтоплите денови од ова лето, Црвениот крст и тука има особена улога и во минатите години генерално кога имаме поекстремни временски услови, без разлика во која сезона се наоѓаме, секогаш со препораки, особено за оние најзагрозени, да речеме, или критични категории, но и начинот на советување и препорака. Во тој дел, може би, кога станува збор за дарување на крв, многумина ќе бидат малку по
да речеме внимателни, дали би требало сега или во ова топло време да се дарува крв и како тоа би влијаело на нивното здравје. Предпоставувам дека тоа се едно од прашањата кои би ги упатуваат, а би било добро да и тука го кажеме. Токму тоа е една од причините поради која се намалува бројот на крводарители во текот на летниот период. Индивидуално секој граѓанин поединец, доколку почувствува некоја тегоба како последица на топлото време, се двоуми дали воопшто да дарува, што е сосема легитимно бидејќи крводарителството е доброволен чин и се реализира согласно желбата на индивидуата кога он има потреба, кога он има желба и сака да придонесе. Но јас информирам дека потребно е да се, доколку имаме желба, можеме да отидеме на некој од крводарителските акции и на еден нов здравствен преглед да се утврди дали постојат услови за да се дарува крв. Секако топлото време носи предизвици. Да. Црвениот крст и тука, како што кажавте, активно влијае и дава директен импакт на топлотните бранови преку медиумите, преку различни кампањи за справување со топлотниот бран. Меѓутоа, топлото време како здравствен предизвик за дарувањето на крв е предизвик за кој треба да утврдат здравствените работници, односно представниците на Институтот за трансфузионна медицина. На секоја крводарителска акција, секој граѓанин ќе биде прегледан и ќе се утврдат можностите дали може да дарува или не може да дарува. Секако секој граѓанин кој не ги исполнува условите за дарување, кој не се чувствува добро или може да има зголемени некакви параметри, не може да дарува. Да, добро, тоа е се разбира со препорака, со преглед и со насока како или што понатаму, но за сите оние кои што се чувствуваат добро и подготвено, веројатно можноста во овие крводарителски акции е отворена. Ние имаме можност уште некоја минута да најавиме што друго или последователно во текот на следниот период па и до крајот на летото, но можеби и до крајот на годината подготвува Црвениот крст. Ние во утринската од време на време имаме разговори кои се однесуваат на овие активности, затоа што има многу. Во нив и еден важен дел се токму волонтерите, кои што играат главна улога, па веројатно и во останатите акции или проекти кои што ги подготвувате, волонтерите исто така имаат клучно значење. Докаде е волонтерството, пријавувањето на волонтери или останатите иницијативи кои што ги спроведувате во следниот период? Моментално актуелна на оваа тема се летните крводарителски акции во програмата за крводарителство, додека во областа на волонтерите и младите, како што кажав, во моментов е актуелен младинскиот камп кој ќе се реализира во наредните 5 дена, на кој младите ќе може да ги планираат идните активности и своите програми на своите клубови на млади, во склоп на привлекување на нови волонтери, нови млади, вклучување во тековните програми. Во склоп на летните крводарителски акции, нешто што сакав да го напоменам, во склоп на идните активности, до септември се обидуваме да бидеме блиску до младите, да бидеме блиску до јавноста. Сакам да се заблагодарам и на многу инфлуенсери, неколку повеќето на кои им се обративме, сите имаа позитивен одговор и придонесуваат за промоција на овие крводарителски акции со цел да се доближиме до младата популација. Да, и да стигне информацијата до многумина. Да, ние обидувајќи се да бидеме во склоп со тековните трендови и увидувајќи дека тоа е навистина влијателно денеска, се обидуваме на тој начин да стигне информацијата до сите, најмногу до младите. Она што е во наредниот период план и идни активности во програмата за крводарителството, изработката согласно резултат на панел дискусијата, изработката на предлог на националната стратегија за едно стратешко планирање долгорочно во програмата за крводарителство, каде што фокусот ќе биде зголемување на целната бројка на крвни единици да биде за високостабилен систем на крводарителство да биде бројката 75.000 крвни единици годишно, развивање на нови мотивацијски аспекти, зголемување на бројот на прводарители, зголемување бројот на млади крводарители и развивање на активности за поттикнување на млади крводарители. Тоа би биле идните активности и фокусот во програмата. Јас посакувам што поголем број крводарители, особено млади, за важноста на крводарителството, да се чувствуваат и да знаат и да чувствуваат дека навистина прават хуман чин и се разбират да стигне помошта онаму каде што е најпотребна. Ги споделивме информациите за следните летни крводарителски акции, за подетално ќе се информирате на социјалните мрежи во однос на конкретно време, место, превозот бесплатен кој што се спомена и сето на кое што е во склоп на организацијата. Марија, благодарам за вашето гостување, посакувам успех во вашите активности и се разбира утринска на Телма продолжува и понатаму да ги следи сите цели, проекти, визија и сето на кое што го прави Црвениот крст на Македонија.
Ви благодарам многу на вас за стапениот простор, за стапеното време и за поддршката на активностите на Црвениот крст. Сакам убав ден.